Bring it back. Почитувани гледачи, уште едно издание на емисијата на наша тема. Во последните 20 години сведоци сме на една голема честота на кардиоваскуларните заболувања, како кај нас, така и во Европа и во светот. Современиот начин на живење, исхраната богато со јаглехидрати, недоволната физичка активност, патолошката гојазност, различните типови на неурози и хроничниот стрес се едно од низата ризик фактори на денешницата. Многу често се зборува и пишува на оваа тема како во здравството, така и во секојдневниот живот. Во наредниот час ќе продискутираме за етиологијата, патогенезата, дијагнозата, лекувањето, морбидитетот и морталитетот на хроничната срцева слабост. Задоволство ми е што токму на оваа тема разговараме со примариус доктор Драган Митевски, специјалист интернист. Добре ни дојдовте. Благодарам. Најпред сакам да се заблагодарам што ме поканисте да бидам гост во К3 телевизија. И како што најавивте, ова е интересна тема и се надевам дека ќе го задржам вниманието на нашите гледачи. Така. Ајде за почеток да кажеме кој е доктор Драган Митевски. Па јас потекнувам од едно старо кумановско градско семејство и по татко и по мајка ми. И она што е интересно, роден сум во нашата семејна куќа во центар на Куманово, која што е стара некаде повеќе од 150 години и кај што се родени некаде 6-7 генерации претходни мои од моето семејство. Најголемиот дел од своето детство го поминав во така наречениот болнички круг, тоа е оној круг на општа болница, општа градска болница во Куманово, кај што ги поминав најубавите детски денови, основно училиште, сите згоди и незгоди од моето детство. После тоа, после практично завршувањето на основното училиште, се запишав во гимназија Гоце Делчев во Куманово. Имав таа чест, да речеме, да минам во клас на мојот почитуван класен раководител професор Љубиша Николиќ и бев еден од најдобрите ученици во мојата генерација. Меѓутоа, не сме да се заборави дека мојата генерација беше една од најдобрите во историјата на град Куманово и на гимназија Гоце Делчев и сите кои завршија факултети и високо образование се докажаа во својата струка понатака во животот. После завршувањето на гимназијата се запишав на медицински факултет во Скопје. Дипломирав во работната 99-2000 година. После тоа заминав на ослужување на војниот рок во Скопје, во Куманово, во Штип, кај што имав чест и задоволство да работам и малку во воена болница и во воена амбуланта во самата касарна. И после завршувањето на мојот воен рок започнав да работам во мојата струка, почнав да работам како општ лекар и некаде 2002-2003 година поднесов документи за добивање на специализација. Од секогаш љубовта ми беше интерна медицина и кардиологија, впрочем како татко ми. И тоа беа почетоци практично на приватни специализации во Македонија. Документите ми стоеа некаде година и пол и со мојава специализација започнав некаде 2003, односно 2004 година. Завршив специализација по интерна медицина, сите турнуси ги положив навремено и станав специјалист интернист во 2007-2008 година, практично 10 полни 11 години како сум специјалист интернист. После тоа почнав да работам во нашиот град Куманово овде секако како специјалист интернист од домен на дијагностика на интерна медицина, сакам да кажам. И бев, ќе видиме понатака сигурно. Ја сметам дека се докажав и на научен план во мојата професија. После одреден временски период поднесов документација за звање примариус, тоа е едно големо академско звање во нашава работа. И оваа година, 2018, некаде во месец април се стекнав со звање примариус доктор. Така.
Мене ми е посебно мило за вашите успеси. Се гледа дека љубовта кон професијата е голема. За почеток кажавме дека ќе зборуваме за хронична срцева слабост. Ајде најпрвин да ги запознаеме гледачите што представува хронична срцева слабост. Така, вие најавивте убаво во уводниот збор од ваша страна. Значи, хронична срцева слабост е една многу честа патологија, за жал, во ова последно време, во последниве 20 на 30 години од современиот живот на човекот практично во целиот свет. Меѓутоа, ја ќе се останам на ова наше поднебје и ова кај нас што се работи и прочем оваа патологија за која што ќе дискутираме денеска во град Куманово, во Република Македонија, на Балкан, па и во Европа. Јас сум присутен и тука и во Европа со некои своји научни трудови и достигнувања. Хроничната срцева слабост настанува кај пациенти кои што практично имаат одредена етиопатогенеза во поглед на акутна срцева слабост. Значи, тоа се пациенти кои што имале или имаат акутна срцева слабост која што е недоволно третирана, недоволно лекувана. Потоа пациенти кои што имаат обструктивен коронарен синдром, пациенти кои што имаат стабилна или нестабилна ангина пекторис. Значи, тоа се патологии кои што се непосредно поврзани со болест на срце или со оптеретување на срце од некои фактори. Секако ќе мора да се каже тука и ќе мора да се спомне зборот 2 за артериската хипертензија, која што прочем е многу честа денеска во како патологија овде во нашава практика, односно во мојава практика секојдневна. Потоа кај пациенти кои што имаат прележано инфективен миокардит, тоа е значи бактериско или вирусно воспаление на самиот зид на срцето, односно на миокардот. Инфективен ендокардитис, тоа е воспаление од инфективна природа на внатрешната овојница, значи на внатрешниот дел од срцето. Потоа кај пациенти кои што прележале или да речем имаат хроничен перикардит, тоа е пак воспаление на онаа надвршна овојница на срцето. Пациенти кои што имаат секако аритмии, денеска јас следам аритмологија, тоа е парче дел од кардиологијата, кои што се многу присутни во ова време во кое што живееме. Значи, тоа се аритмии, коморни, предкоморни, односно вентрикуларни или суправентрикуларни, екстрасистолни аритмии, атриална фибрилација, која што е една сериозна аритмија, и ред други патолошки состојби на срцето кои што го прават срцето слабо, значи хронично слабо. Тука постојат и други некои фактори кои што не се од срцева генеза, како што се, например, шеќерната болест, односно диабетес мелитус. Еве ќе спомнеме некои работи понатака и во однос на шеќерната болест. Мислам, мора да се држиме малку за оваа патологија која што е, за жал, многу честа во денешницата. Потоа, кај пациенти кои што се обезни, кои што се гоезни, имаме значи огромен број на млади луѓе денеска во ова време, за жал, сигурно во кој што живееме, кои што се патолошки обезни. Имате маја цели конгреси на европско, на светско ниво кои што се на тема обезитас, значи на тема една патолошка гоезност или така наречен метаболен синдром. Што е тоа? Тоа се практично компликации од самата обезност, па такви пациенти спаѓаат во група на пациенти кои што се потенцијални имаат ризик потенцијален. Имаат ризик, така, имаат потенцијален ризик од срцева болест, односно оптеретување на срцето. Потоа пациенти кои што не треба да забораваме исто, пациенти кои што се со хипо или хиперфункција на тироидна жлезда, односно штитна жлезда, и за тоа ќе кажеме понатака во текот на разговорот. И пациенти кои што се префорсирани или кои што професионално се врзани со некаква тешка физичка активност. Ќе кажеме во текот на разговорот дека се работи за практично за кардиомиопатии, тоа е цела една група на патологија која што има одредени стадиуми, одредени
типови на кардиомиопатии кои што имаат секако некоја своја карактеристична клиничка слика, се лекуваат карактеристично, се диагностицираат, значи специфично и карактеристично. Тоа е една група на луѓе кои што имаат долготрajна хронична срцева слабост или срцева инсуфициенција, како што видиме. Така. Како што најавивме, голема застапеноста со со хронична срцева слабост. Што можеме да кажеме, како актуелните климатски промени делуваат врз луѓето? Па ние сме сведоци на едни специфични климатски промени сега, посебно во ова време. Гледате колку е променило времето и колку е она голема дискрепанца на разлика, температурна разлика, сакам да кажам, во тек на ден и ноќ. Секако дека многу делуваат, посебно кај хроничари. Кога велам хроничари, тоа се пациенти кои што, да речеме, имаат хипертензија, кои што имаат оптеретување на срцето индиректно од висок крвен притисок, пациенти кои што имаат, да речеме, костозглобни, односно ревматски заболувања, тоа се, значи, само костозглобни заболувања или цела група на колагенози, односно системски заболувања на локомоторниот систем, односно костозглобниот систем, пациенти кои што се малку повозрастни, кои што имаат нарушено здравје, нарушена здравствена состојба од X некои други причини, не треба да ги забравиме секако и респираторните заболувања, и за нив ќе кажеме збор понатака. Како што реков, тоа е една широка тема за разговор, а вие спомнавте климатски промени и како климатските промени сега во ова време делуваат кај овој тип на патологија, односно кај хроничната срцева болест. Така. Ајде да се запознаеме со самата етиологија на оваа болест. Споменав нешто, пак ќе се надоврзам на оној дел од патогенезата, односно од етиологијата на овој тип на срцеви заболувања. Прво ќе кажам, тоа се хронични кардиомиопатии. Постојат неколку типа на хронични кардиомиопатии. Тоа е хипертрофична кардиомиопатија, дилатациона кардиомиопатија, компензаторна кардиомиопатија, значи тоа е срцево станува миопатско, значи оптеретено од X фактори кои што ги споменавме и ќе ги споменеме. Па веќе споменам некој од нив, реков нерегулирана хипертензија. Јас сум сведок, професионално ќе кажам, значи тоа се пациенти кои што имаат нерегулирана хипертензија, односно нерегулиран крвен притисок и кој што практично директно делува на срцевата мускулатура, со текот на времето прави оштетување и оптеретување на ѕидот на најчесто на левата комора, настанува хипертрофична кардиомиопатија, значи настанува задебелување на ѕидот на левата комора и левата предкомора. Вакво долготрајно оптеретување на срцето практично предизвикува понатака една срцева слабост. Ќе ги споменам аритмиите, многу битни, претходно споменав, пак ќе кажем, значи многу битни, многу важен дел од патологијата, од срцевата патологија, сакам да кажам. Тоа се пациенти кои што се потенцијални пациенти кои што како да кажам сега, тоа се пациенти кои што всушност со ова патолошка состојба на работа на срце се во една ризик зона, ризик животна зона, сакам да кажам, иако не се третирани соодветно, адекватно со одредена терапија, антиаритмична и останата терапија, значи се потенцијални во однос на смртен исход на истиве. После тоа морам да ги споменам и срцевите заболувања кои што се практично кои што се одликуваат со така наречена болест на срцевите залистоци. Тоа е една малку покомплексна патологија, малку покомплексна и патологија и генеза. Тоа се обично пациенти кои што од некои мали нозе имаат пренежено стрептококни ангини, односно тоа е бета-хемолитичен стрептокок, една патогена бактерија која што е ненавремено искоренета и која што остава последици по здравјето на луѓето, значи ги оштетува срцевите залистоци и после со текот на времето
dođe do jedna slabo zatvoranje ajde tako da se izrazam, na srcevite valvuli, zavisno od toga kada je lokacijata i dođe do proširuvanja na srceto ili i do jedna, da rečeme, dilataciona srceva slabost. To je što se odnesува до овој тип на патологија. Реговме, значи, бактеријски миокардити, ендокардити, перикардити исто, тоа се бактеријски или понекогаш и вирусни инфекции. Најчести се овие кои што ги спомнав, значи тоа е бета-хемоличен стрептокок. Има и друга бактеријска патологија, меѓутоа малку ќе кажам и за она друга страна, односно вирусна инфекција кај одредени пациенти каде што практично тоа се арбо, ехо, коксеки вируси кои што се кардиоселективни и кои што практично прават оштетување на зидот на миокардот, прават една деструкција практично на самата структура на срцето, на меѓукоморниот септум, на меѓупредкоморниот септум, практично прават една состојба на оптеретеност и сето тоа се манифестира, после тоа ќе кажеме и како се диагностицираат овие заболувања, значи што се е потребно да се направи за да се диагностицира еден ваков болен пациент, да се види во кој стадиум се наоѓа болеста, секако да се направи една детална обсервација на самиот и према тоа практично да се лекува истиот. Како што претходно рекав, исто ќе се надоржам и на некои несрцеви заболувања. Диабетес mellitus пред се има пациенти, тоа е една огромна бројка на пациенти, значи тоа е болест која што има пандемиски размери овде во Македонија, на Балкан, во Европа, па ако сакате и во светот секако. Тоа е болест на 21 век. И во Куманово имаше податок дека околу 7000 пациенти во Куманово се само заболени од диабет, а околу 2400 се само на инсулинска терапија. Тоа е голема бројка. Точно е. Тоа се податоци од нашиот град Куманово, меѓутоа на ниво на Република Македонија таа бројка е многу поголема. Значи и се движи некаде околу 120.000, над 120.000. Ова се податоци пред година-две. Се има сигурно искок на оваа бројка. Значи, над 120.000 пациенти се званично со диабетес mellitus. Некаде околу 35 до 40.000 пациенти се на инсулинска терапија. Тоа е многу. Да, тоа е една огромна бројка. И имате диабетес mellitus тип 1. Значи, тоа е посебен тип на диабет, односно тип на диабет кој што е страшно, со една страшна патологија и една голема смртност, така можам да кажам. Обично се јавува кај детска популација и такви пациенти веднаш се ставаат на инсулин, значи тука нема орален антидиабетик, значи не постои можност за лекување на овој тип на диабет со орален антидиабетик, значи се преминува веднаш на инсулинска терапија и мислам дека беа некаде околу 600 до 700 деца во Република Македонија на инсулин. Може да се замислите каква е таа бројка. Тоа е една огромна бројка на популација во према бројка на жители во оваа наша држава. Тоа што се однесува до диабетес mellitus. Во последно време има една исто поголема бројка на пациенти кои што се од аспект, односно се заболени од хипо или хипертиреоза, значи постои хипо или хиперфункција на тироидна жлезда, односно на штитна жлезда. Тоа исто така нарушување, пореметување практично на метаболизмот на пациентите. Обично такви пациенти значи имаат некоја уводна клиничка слика која што се манифестира со срцебиење, со препотување, со зголемена телесна маса, со палпитации, односно со срцебиење и тахикардии. Пациенти кои што исто така клиничката слика оди во правец на малаксалост, на општа слабост, на една несоница или пак обратно на една поспаност и на една психичка или неурогена, да речеме, црта или карактеристика на клиничката слика и
тоа се пациенти кои што исто така се потенцијални во однос на една хронична срцева слабост или хронична срцева инсуфициенција. Зборувам за оние пациенти кои што секако не се третирани или сами не сакат да се лекуваат или да примаат заместителна терапија, односно субституциона терапија, или пациенти кои што се практично, кај кои што постои практично и друга патологија, значи не само патологија ова за која што јас зборувам, туку постои и некаква друга болест. Не треба да се заборават и цела група на пациенти со бубрежна слабост, значи хронична бубрежна слабост. Еве, во последно време кај мене има една така повисока бројка, процентуално сакам да кажам, и ако земам просек на вакви пациенти со хронична бубрежна слабост, тоа се пациенти кои што се обично повозрастни, значи од повозрастна група на популација. Такви пациенти исто така значи имаат ризик фактор за хронична срцева слабост. Кај такви пациенти практично доаѓа до пат на ежекциона фракција, односно до контрактилна моќ на срцето. Такви пациенти прават де факто интоксикација на самото срце, на самиот организам и на самото срце, да не кажам до самото ткиво и до самата клетка, прават деструкција, значи на самата клетка. Сега да не во детали во однос на состав на клетка и на клеточни органели. И со текот на времето тие пациенти се практично миопатски, односно имаат хронична кардиомиопатија. Кај тие пациенти исто така има и анемичен синдром, значи тоа е тип на анемија која што е непосредно поврзана со основната болест, односно со хронична бубрежна болест, значи зборувам за бубрежни болни. Кај нив, еве кратко ќе кажам, доаѓа до пораст на деградациони продукти во крвта. Такви пациенти можат да паднат и во кома ако дојде до пораст на уреја и на креатинин до огромни вредности. После тоа, еве, во врска со нашава тема исто, пациенти кои што имаат анемичен синдром. Тоа се пациенти исто така, еве имам, значи во последно време пациенти, тоа млада популација која што е со анемичен синдром, велам анемичен синдром како синдром само или симптоматски како анемија и де факто како анемија, меѓутоа тоа се пациенти обично или пациентки, тука е малку позастапена женска популација, кои што имаат секундарна анемија поради одредени гинеколошки заболувања или одредена гинеколошка патогенеза, а тука се и пациенти кои што имаат така наречен атрофичен гастрит, тоа е тип на гастрит кој што практично не се ствара така наречен интринзик фактор за користење на молекуларно железо кој што ние го внесуваме преку храна, кој што практично не може да се конвертира во катионско железо и при тоа да се искористи како дел од хемоглобин, значи хем е железо, глобин е протеинска субстанца, практично еритроцитно црвено крвно зрнце. Тоа е, значи, кога веќе навлеговме во темата, како што ја и самата нели разбрав и научив од вас, дека многу болести се поврзани и доведуваат до хронична срцева слабост. Како се манифестира, значи, оваа болест? Која е клиничката слика? Така. Ја морам да кажам дека хроничната срцева слабост во однос на клиничката слика многу зависи во кој стадиум се наоѓа пациентот. Значи, дали е лекуван пациентот, дали е третиран соодветно, дали е третиран, значи, со соодветни лекови кои што се прописни и кои што се правилни и кои што практично ги намалуваат компликациите практично од хроничната срцева слабост. Инаку клиничката слика, реков е разнолика, зависно од стадиум на болест, зависно од возраст кај пациенти, зависно од пол кај пациенти исто. Значи, се манифестира со гушење,
со замор, со појава на значи во понатамошна фаза со појава на периферни отоци, значи цијаноза, односно црвенило, замор при движење кај пациенти и при, да речеме, и кај некоја мала физичка активност на пациентот. После тоа се манифестира често пати со градна болка, која што може да биде стабилна или нестабилна, односно може да трае малку подолг временски период или покус временски период, која што тегоба и текако е незгодна кај овие пациенти и која што на некој начин го крати квалитетот, го нарушува квалитетот на животот кај овие пациенти. Секако дека постојат и пациенти кај што сите овие клинички манифестации кои што ги најбројав, значи не се изразени во таа мера или се многу малку изразени. Значи тоа се тие пациенти кои што се коректно лекувани, кои што се навремено лекувани, значи прво е навремено поставена дијагноза и соодветна дијагностика, а потоа и терапија. Тоа е онака на кратко што би сакал да кажам во однос на. Така, може ли да разграничиме според пол и возраст колка е зачестеноста на оваа болест? Така. Само ќе споменам во однос на клиничка слика, па ќе се наложам на ова што вие ми рековте. Значи при самата исхемија, односно при самата една исхемична клиничка слика кај пациенти, е што практично доаѓа до слаба оксигенација на ткива. Значи се јавува хипоксија на ткиво. Ако нема доволен дотор на оксидирана крв богата со О2, значи со кислород, тоа е артеријска крв, значи се јавува хипоксија и доаѓа до страдање на ткиво или на ниво на клетка. Обратно на тоа се јавува значи хиперкапнија, презаситеност на ткива со СО2, со јагнен диоксид и при тоа доаѓа до постепено пропадање на соодветно ткиво или на соодветна, да речеме, клетка за која што станува збор. Тоа е практично во контекст на оно што претходно го реков во однос на клиничка слика, а она процентуална застапеност по пол некако предност имаат мажите, односно машката популација е позастапена, меѓутоа женската популација над 40-45 година веќе е рамо до рамо со машката популација во однос на патологијата, во однос на оваа патологија за која што сега зборуваме, поради тоа што до таа возраст жените ги штитат естрогените хормони, значи кога се наоѓаат во она репродуктивна доба, после завршување на репродуктивна доба, односно влагање во она така наречено второ женско доба или климакс, апсолутно и женската популација, односно ризик факторите се подеднакво патолошки и кај жените. Значи мала предност во однос на процент и застапеност кај пациентите е во корист на машите, на машката популација. Така. Може ли да кажеме како таа се диагностицира? Дали пациентите кои што ќе дојдат кај вас во ординација се навремено дојдени или веќе кога чекаат да стенели тие симптоми продлавочат? Како таа се диагностицира? Како може точно да се открие дека еден пациент е болен од оваа болест? Така. Значи многу е важно навремено откривање на хронична срцева слабост. Секако тука е нашата кардиолошка диагностика, кардиолошко-интерничка диагностика. Во кардиологијата постои инвазивна и неинвазивна, значи диагностика. Оваа диагностика која што ние работиме е неинвазивна, така наречена неинвазивна диагностика. Најпред се прави еден специјалистичко кардиолошки и интернички преглед, физикален преглед кај болен, значи од аспект на она што се гледа. Значи тука се земаат анамнешки податоци кај пациентот, се запишуваат во историја на болест или во извештај кој што го приготвува специјалистот, кој што го практично води и самиот преглед. После тоа се прави ЕКГ, значи електрокардиограм, кој што представува една основа во нашата работа за допрецизирање, значи за диагностицирање на степенот на болеста се работи, односно се практично се прави еден ехокардиографски преглед, кој што се состои во
практично мерење на срцевите кавитети, на двете предкомори, на комори на срцето, на валвуларниот апарат, на срцевите залистоци, се мери проток на крв во самото срце, од влез и излез, на крвните, од влез и излез, сакам да кажем, на срцевите шуплини и према орта исто, кој што представува најголем крвен сад во човечкиот организам. Тука се практично прави една проценка за здравствената состојба на пациентот и степенот на оштетеноста на срцето. Па према тоа се степенува овој тип на заболување, односно на патологија, на срцева хронична болест. Секако кај оние пациенти кои што имаат аритмии, претходно ги споменав, постои диагностика која што се вика 24 часовен ЕКГ холтер, тоа е едно апаратче кој што се мести, кој што снима, кој што прави ЕКГ 24 часа и тука ние можеме да видиме како работи срцето, дали постои аритмична срцева работа во текот на денот или ноќите, во текот на физичка активност кај пациентот или одмор во текот на ноќта, што е многу важно, што е многу битно, кога човекот не може едноставно да реагира на самата патологија, односно на самата аритмија. Тоа се основни некои, да речеме, диагностички процедури. Исто така, јас кај мене работам и АБП, диагностика, тоа е ambulatory blood pressure, тоа е холтер за крвен притисок, се става на пациент, тој мери, самиот апарат мери, изработува онолку мерење колку што му се потребни на самиот лекар и се прави еден пресек на деноноќие да се види практично до која мера и до кои вредности се движи крвниот притисок кај пациентот и одредени други елементи во однос на просек на систола, диастола, во однос на одредени моменти, физичка активност или и одмор и така натаму. Постои друг тип на диагностика, тоа е коронарен стрес тест, тест на оптеретување. Самото име кажува, тоа е тест на оптеретување на коронарните крвни садови. Тоа е една машина практично како еден трендвил, една лента на која што пациентот се оптеретува, постои еден посебен програм по Брус, така наречен програм по Брус, кој што компјутерски се командува и се прави практично ЕКГ при напор на пациент и тоа е од најверодостојни диагностики во кардиологијата кај што може да се потврди една поодмакла фаза, сакам да кажем, во однос на пациент кој што има срцева болест. Исто така постојат и други диагностички процедури кај нас во кардиологијата. Тоа е перфузиона сцинтиграфија. Перфузиона сцинтиграфија е нешто што се работи кај нас на Клиника за кардиологија и Институт за нуклеарна медицина и патофизиологија. Практично тоа е диагностика која што исклучиво таму се работи на Клиника за кардиологија и се состои практично во проценка на пумпната моќ, односно контрактилна моќ на срцето и практично маркирање на оној дел на срцето кај што е слаб. Ако се работи за слабост на преден зид или на долен зид или на долна третина на меѓукоморен септум, се одредува практично степенот на контрактилната моќ на срцето. Тоа е што се однесува до ова неинвазивна диагностика, додека инвазивна диагностика подразбира нешто друго, подразбира практично следење на пациенти и диагностика во болнички услови, односно во хоспитални услови. Тоа е диагностика која што е коронарна ангиографија, односно коронарографија, кај пациенти кои што имаат обструктивна коронарна болест, кај пациенти кои што имаат една долгогодишна, да речеме, историја, срцева историја, пак е во контекст на хронична срцева слабост, се прави коронарна ангиографија со контраст и се гледа практично коронарните крвни садови, десна и лева коронарна артерија. Ако постои оклузија, запушување, се става една мала протеза која што се вика стент или се прави прочистување на истите,
се прави една балон дилатација, значи тоа е една посебна техника која се работи кај нас на клиника за кардиологија и во големиве приватни болници, клиничка болница Систина и Жан Митрев. Так. Значи тоа е инвазивна кардиолошка дијагностика. И после тоа доаѓа оператива, меѓутоа тоа е веќе кардиохируршки проблем. Так. Значи тоа е нешто што се однесува од аспект на дијагностика на болен. Да кажеме за како се лекува или имате уште нешто да дадете? Само, ќе ми извинете. Так. Значи секако применливи се и други процедури на дијагностика кои што не се кардиолошки. Значи ќе се надолжам на оно што претходно го кажав, ако се работи за бубрежна болест, ќе мора на пациентот да се направи една комплетна проверка на бубрежна функција кај таков. Значи се работи скен на бубрези кај таков болен. Тука спаѓа секако ехо на абдомен, значи ултразвук на абдомен со проценка на циркулација на самата на самиот бубрек, еден и друг. Секако ако се работи за пациенти кои што се заболени од некакво да речеме хепатално заболување, значи црнодробно заболување, значи ќе мора да се направи комплетна дијагностика на стомак, на абдомен и да не забораваме секако една рутинска лабораторија, една детална лабораторија кај вакви пациенти кои што е многу битно да се види липиден статус, кога се работи за срцеви болни, да се види, да речеме, ензимски статус, значи хепатален ензимски статус, ниво на деградациони продукти, да се види секако и да се видат секако и други елементи, серумско железо, значи крвна слика. Малку ќе ставам акцент на масти од крвта, значи тоа се дислипидемии. Ние во наше удружение, кардиолошко удружение и Сдружение на интернисти на Македонија и секако надвор од овие наши граници, ставаме исклучително висок акцент на вакви заболувања, на дислипидемиите. Значи тоа е една посебна тема за разговор која што исто широка и голема и која што апсолутно вреди да се зборува и да бидат и луѓе малку позапознаени. Значи зголемување на нивото на холестеролот, посебно на густиот холестерол, практично прави со тек на времето оклузија, односно атеросклероза на крвните садови, прави атеросклероза на коронарните крвни садови, атеросклероза и на другите крвни садови, артериски секако, па и венски сигурно, меѓутоа овде станува збор секако пред се ставам акцент на артериска циркулација и на мозочни крвни садови. Реков дислипидемии, значи цела тема за разговор. Значи многу е битно да се направи оној лабораториски профил, липиден профил и према тоа да се ординира лек, соодветен лек кај овие пациенти кои што апсолутно, значи би требало да користат одредени лекови кои што се антилипемици, веројатно ќе стане збори и подоцна и за лекување на овие пациенти, на како се лекуваат и како се третираат овие пациенти. Значи тоа е нешто што е важно да се каже. Од онаа патологија која што споменавме, јас морам да се вратам малку назад и да кажам, тоа се пациенти кои што, односно важни се пациенти кои што се кои што имале практично цереброваскуларен инсулт. Значи тоа е едно микро мозочно крварење или малку помасовно мозочно крварење или исхемија, значи мозочна исхемија, односно инфаркт на мозок, на церебрум, на мозочно ткиво. Морам да кажам дека мозочното ткиво, односно мозокот е најосетлив на исхемија и мозочните ганглии, односно мозочните клетки се најосетливи на хипоксија. После доаѓа срцевиот мускул и други органи кои што се помалку осетливи на хипоксија, меѓутоа мозокот е најосетлив на хипоксија и тоа се оние пациенти кои што исто така се во група на некое свое основно заболување, а се потенцијални во однос на срцева слабост. Впрочем, тоа се пациенти кои што обично се помалку подвижни, повеќе се врзани за некои домашни услови, да речеме, за по-пасивни се сакам да кажам, и со текот на времето доаѓа до една една состојба, односно еден степен на срцева хронична слабост. Спомнувавме
Вие рековте Така. во однос на лекување, Така. еве ќе се задржам околу повеќе во однос на ова. Така. Овие пациенти се третираат исто така во зависност од степенот и оштетеноста на срцевата мускулатура. Овде ќе споменам, значи ќе ги кажам и групите на лекови кои што се користат во лекувањето на срцевата, на хроничната срцева слабост. Меѓутоа, па ќе кажам, значи многу е важно навремено лекување кај овие пациенти. Ако не е навремено лекување, тогаш компликациите се уште поголеми. Сложеноста на проблематиката е и текако изразена и овие пациенти практично имаат многу краток век на живење. Како прва линија на примена на лекови, односно медикаментозна терапија кај овие пациенти се АКЕ инхибитори кои што се применуваат кај пациенти со хронична срцева слабост, па ќе кажам, значи зависно од тоа за каков тип на кардиомиопатија се работи, односно за каков тип на миопатско срце се работи. Значи тоа се АКЕ инхибитори, потоа група на сартани, која што е и текако важна и присутна во Европа и во светот, и која што е се по застапена, да речеме, како една прва линија во однос на употреба на лекови, на медикаментозна терапија кај овие пациенти, па и кај други пациенти. Тука се антагонисти на калциум исто посебно важни кај луѓе кои што, односно кај пациенти кои што имаат хипертрофична кардиомиопатија. Значи тука се тие како една прва линија на употреба на медикаменти и лекување на истиве. После тоа исто така доаѓаат диуретици, односно диуретска терапија. Тоа се значи лекови кои што се практично применливи кај пациенти, кај овие пациенти кои што имаат за задача да прават износ на вода. За нив малку ќе кажам исто, значи важен е електролитен статус кај еден болен, односно важно е практично ниво на калиум, на натриум, на хлор и на магнезиум. Значи во крвта, секако и на фосфор. Тоа е веќе поважно кај оние пациенти кои што се бубрежно слаби, односно кои што имаат хронична бубрежна слабост. Потоа, значи ниво на калциум, меѓутоа тоа е нешто друго. Тоа е друга тема за разговор. Тоа се пациенти кои што имаат остеопороза, односно имаат костозлобни проблеми и кои што практично имаат порозни коски. Зошто е важно? Важно е да се каже, значи, во однос на електролитен статус и употреба на диуретска компонента, диуретски лекови, кај овие пациенти практично важно е за срцевата работа, односно за самата кондиција на срцевиот мускул. Концентрација на калиум е многу важна. Дали постои соодветен износ и внес на калиум, поради тоа и постојат диуретици, тиазидни диуретици, значи и трета група диуретици кои што практично вршат штедење на калиум, хемиски елемент, пак ќе повторам, нешто што е многу важно во однос на срцевиот ритам и срцевата работа. Секако, едни од поважните лекови се и коронародилататорите, кои што се применуваат кај нас, обично кај исхемична срцева слабост, односно кај хронична исхемична кардиомиопатија. Што тоа значи? Значи дека тие пациенти имаат лоша коронарна циркулација. Значи лоша циркулација на коронарните крвни садови, на оксидирана крв, сакам да кажам, и лошо хранење, односно лоша исхрана на срцевиот мускул, односно на миокардот. Тоа се лекови кои што се употребуваат кај вакви пациенти и се дозираат нормално према потреба на болен, кои што практично имаат улога да го прошират крвниот сад, односно прават дилатација и овозможуваат една подобра исхрана, односно подобар артериски крвоток до местото на срцето кој што гранка практично го храни срцето. Друга група применлива исто кај овие пациенти на лекови се статини. Тоа е една голема група на лекови, тоа се антилипемици. Претходно споменав, значи ние кардиолози и интернистиве
апсолутно на сите наши состаноци, стручни колегиуми, предавања, да не кажам на конгреси, значи и такако има предавања кои што се застапени во контекст на дислипидемии, односно хиперлипидемии или хиперхолестеринемија, патологија која што е многу важна, значи многу битна за овие пациенти. Значи тоа се лекови кои што обавезно и најчесто се употребуваат долготрајно кај овие пациенти. Па знаете, ќе дојде пациент па ќе каже дали морам цел живот да ја пијам таа така, терапија. значи докторе, дали Така. гледате дека ја имам, да речеме, нормален холестерол или липиден статус кај мене е уреден. Значи тоа Така. нема врска со често пати нема врска, сакам да кажам, Така. со Така. липидниот статус Така. кај пациентот. Едноставно се работи за една долготрајна терапија, една превентивна долготрајна терапија кај овие пациенти и една терапија која што зависност секако, нели, лекарот е тој кој што го дозира лекот и лекарот е тој кој што одлучува во која доза ќе се примени таков Се лек. почитуваат ли тие правила? Па се почитуваат. Во последно време ја Кога на мислам некој дека пациент ќе му кажеш, а вие морате да примате, да не кажеме доживотна терапија, што е нели се всушност- почитуваат, да. Така, Ете, јас сум скоро 20 години доктор. така, И некако, знаете, кога ќе направам некоја паралела така. од некои си моje, да речеме, од некои мои почетоци на ова работа која што работам до ден денеска, верувате дека свеста на луѓето е се поголема. Значи луѓето се повеќе и повеќе со созреена свест во однос на своите Така. здравствени проблеми. Веќе ме прашувате, нели, во контекст на Така, само во самиот тек на лекување. лекувањето кај овие Така. пациенти секако, и тоа е многу важно, дали пациентот Така, ги зема лековите кои што се препорачани од доктор специјалист или не. Многу е важно, па ќе кажам, значи навремено земање на лекови, соодветна терапија, соодветно лекување, и такви пациенти обично остануваат или на тој стадиум или некој си нареден стадиум, меѓутоа тој нареден стадиум доаѓа многу поспоро во однос на Така. оние пациенти кои што не се лекувани. Ќе се надоржам на тоа. Значи пациенти кои што се лекувани, прашавте дали пациенти, дали луѓе така. ги користат лековите Така кои е. што се препорачани од нас. Викам, обично да, обично тоа се пациенти кои што се, хајде да кажем, послушни и педантни во однос Така. на користење на лековите кои што се препорачани. Зборувам во моје име, во име на мои Така, пациенти кои што така. доаѓаат кај мене во мојата секојдневна пракса, во мојата секојдневна работа. Меѓутоа има и такви, за жал, кои што мислат дека веројатно знаат сами или знаат повеќе или слушнале од некој друг, па се пронаоѓаат сами себе во таа некоја нивна приказна и тука некаде грешат во однос на лекување, или во однос на употреба на лекови. Секако, значи докторот е тој кој што ќе каже до кога ќе се користи таков и Па таков лек. сакав и да ве прашам, дали кога веќе станува збор нели за лекувањето на оваа болест, дали таа е долготрајна терапија или постои нели одредена граница или мора да се пие редовно? Тоа е секако долготрајна терапија, па самото име кажува хронична, Така, нели? така. Зборуваме за хронична срцева слабост. Морам да ги напоменам и да ги кажам, да кажем употреба на бета блокатори. Така. Бета блокатори, алфа бета блокатори. Сега не би сакал многу да се задржам тука. Тоа се стручни работи, мислам, сакам да бидам поедноставен во однос на ова што Така. ќе го кажам и разбирлив секако во однос на За да може нели да ја доближиме нашите нешто гледачи, може- да, апсолутно, најпресно, за да нешто. едноставно разберат она за што станува збор. Значи тоа е долготрајна терапија, секако терапија која што се пие долг временски период. Колку долг временски период зависи од луѓето. Значи има и практично реверзибилни, Така. значи повратни состојби на миопатско срце, односно кај кардиомиопатија, кај одреден број на пациенти. Така. Ќе морам да напоменам, значи тоа се, да речеме, обично пациенти кои што се
одреден временски период експонирани на нешто. Значи на некаков физички напор, на некаков профил на нивна професија, на работа и така натаму. Значи, тоа се пациенти кои што работеле до некаде, значи до одреден временски период нешто, после тоа значи се тргнале од таа работа, апсолутно биле педантни, користеле одредени лекови, значи медикаментозна терапија и после одреден временски период доаѓа до ниво подобрување. Секако ќе се вратам и на оваа наша кардиолошка дијагностика, па тие ќе додат на контролни преглед, па ќе се направи една нова екокардиографија, па ќе се направи една нова обсервација на истиот таков болен и при тоа, нели, ќе се одреди во кој правец ќе се користат тие лекови или нешто ќе се тргне од дневен ред во однос на медикаментозна хронична терапија. Прашате колку долго, значи тоа е неодредено, зависи секако од состојба на пациентот, зависи од доба на пациентот, зависи од тоа дали тој има некоја друга пропратна болест или не. Значи има многу фактори кои што се директно поврзани со здравствената состојба кај таков болен. Тоа е она што се однесува во однос на лекувањето на овие пациенти, во однос на, како што рековте вие, должина на лекување на истиве. Секако многу се битни контролни прегледи, многу се важни и значи некоја дополнителна обсервација која што ќе биде моментално потребна да се направи или некоја, да речеме, водена дијагностика која што би требало да се направи кај овие пациенти. Ја морам да ги споменам и рентгенолошките дијагностики кои што се секако применливи во контекст на оваа патологија за која што денеска зборуваме, а тоа е, да речеме, рентгенграфија на бело дробие и на срце, така наречен телерентгенграм, значи практично добивање на една слика на срцеви контури и на белодробие. Тоа е нешто општо, меѓутоа денеска постојат и текако современи техники на томографи, на компјутерски томографи, на една магнетна резонанца, да речеме, која што ќе ни даде една поубава слика, една по-прецизна слика во однос на одредени детали кои што се важни во контекст на оваа патологија. Тоа е она во кратки црти што би сакал да кажам во однос на лекувањето. Не би сакал да ве прекинам сата. И викам, многу е важен пристапот на тие пациенти. Важна е она психолошка компонента, оној психички дел кој што она психолошка припрема кај пациенти, има луѓе кои што никогаш не биле под медикаментозна терапија. Малку е, не е тешко, меѓутоа се случува кај некои пациенти да малку потешко го прифатат сето тоа и тој договор малку потешко да биде прифатен од нивна страна, меѓутоа па ќе кажам, значи тоа секако тоа е еден тек, долготраен тек на нешта и апсолутно мора да се почитува. Така. Нормално, нели, со самото почитување на таа терапија се продолжува и самиот нивен животен век. Така е, апсолутно. Ајде да кажеме еве нешто за вас. Дали еве доктор Митевски ги следите модерните и современите трендови европски и светски во современата кардиологија? Така. Апсолутно сум посветен на оваа работа и некако со задоволство си работам. Така. Ги следам секако нашиве, македонски, балкански трендови, европски и светски трендови. Последниве 10-12 години сум присутен во Европа и во светот. Присутен сум на големи, да речеме, интерничко-кардиолошки или само кардиолошки или одредена тема од однос на кардиологија конгреси, тоа се огромни европски и светски конгреси, кај што има учествувано некаде околу 10-12 големи, значи, европски избиднувања, кои што се одржани овде, значи, во Европа и во светот. Така да, значи, тоа е нешто што е во мој интерес. Знаете, секоја работа си бара едно следење, една едукација дополнителна. Медицината е таква работа, значи мора да се следат и би требало практично да се следат дополнувања, новини,
новини во однос на диагностика, новини во однос на лекување на одредена болест. Знаете, секојдневно излегуваат одредени нови Така. работи во Европа и во светот, така да се трудам максимално да бидам посветен на овие работи за кои што вие спомнавте. Така, ајде да ги кажеме, значи позначајните ваши посетени места, добиени сертификати. Тоа е сепак Па би рекол, ваш значи труд. тоа се да. Ваш труд, Јас кој што би сакала можам да ги да покажеме на самите гледачи. Ајде да кажеме, значи, што станува збор. Ова, за ова да го покажеме. да ова е голем европски кардиолошки, односно дел од кардиолошки конгрес на тема срцева слабост, хронична срцева слабост Така. практично, одржан во Белград 2012 година во Сава центар, едно мислам огромно кардиолошко збитнување. Овде имам учествуване заедно со мои колеги од клиника за кардиологија и други од Македонија. Значи, мимо Така. останато во сеќавање како еден извореден настан, еден Така. голем кардиолошки конгрес, меѓутоа на тема срцева слабост. Така, баш под токму оваа поводителство тема. на баш на Тој- ова ова сега тема за која што зборуваме. зборуваме сега. Така. Одиме па натаму. Еве да кажеме нешто повеќе за ова. Ова е веќе Европски кардиолошки конгрес на кој што заземав активно учество 2013 во Амстердам, во Холандија. Овие конгреси обично се одржуваат, Европски кардиолошки конгреси се одржуваат некаде на крај на летниот период. Така. И тука сум присутен некаде 10 години. Како член од наше Македонско кардиолошко здружение, член сум на Европско кардиолошко здружение, сега сум и професионален член на Европско кардиолошко здружение. Тоа е, знаете, една голема работа, да речеме, во нашата професија, за мене едно големо задоволство и сега како примариус доктор, значи тоа е Холандија 2013 голем Така. кардиолошки Европски конгрес. Имаме повторно уште еден тука конгрес, ако не се лажам. Да, ова е 2014 Шпанија, Барселона, исто Европски кардиолошки конгрес, еден прекрасен конгрес, значи Барселона, мислам дека се поновува и повторно натака ќе видиме. Значи Европски кардиолошки конгрес, право Барселона како дестинација е фантастична, изворедна. Што се случуваше таму? Знаете како ма е. Тоа се огромни Така. конгреси кај што Така. и тоа ќе кажам секако, Така. на кои што заземаат учество некаде повеќе од 30.000 луѓе. Да. Значи некаде Голем број. 35 до 40.000 луѓе е ова година. Така. Значи тоа се голем кардиолошки конгрес кај што практично се обработуваат сите теми од домен на срцева проблематика, срцева патологија. Така да физички е неможно човек да присуствува секаде. Значи има во ист момент значи во исто време се, да речеме, одржуваат предавања на 10, 12, 14 места. Така. Физички не е можно човек да учествува на сите или да слуша предавања секаде. Меѓутоа, обично, нели, кога одам на вакви големи конгреси, претходно ја знам програмава, Така. значи знам каде и што е интересно за мене, нешто што јас го работам и значи одам обично значи на тие места, односно во тие Така. холови, односно предавални кај што е нешто што е нели од мој интерес. Така. Ајде да кажеме нешто за Лондон. Лондон е ова? Да, ова ми е драг конгрес 2015 година во Лондон. Значи тоа е О2 дворана, една Така. чувено место на Лондон, покрај Темза. Значи еден огромен конгресен центар. Тука учествував активно исто. Тоа е некаде крај на август, почеток на септември. Така. Бев неколку дена во Лондон, навистина еден убав конгрес, едно убаво сеќавање на Лондон. Исто имав чест да слушам предавање на едни звучни светски, европски светски лидери во кардиологијата, значи светски имиња во кардиологијата. Така да мислам Лондон е навистина една убава дестинација во однос на
на вакви избиднувања и организационо и секако. Така. Имаме сертификат од 2016 година. 2016 година ова е Рим. Така. Да. Ова е Рим. Еден конгресен центар кој што се најдеше малку надвор од градот и да речеме за нас кои што бевме, мислам, сите ние учесници од целиот свет, беше малку дистанциран. Мислам, ова е дел конгресен центар кој што се наоѓа некаде према море, Така. од оној медитерански дел на Рим. Мислам, прекрасно место, навистина, и организацијски, и секако, исто посетено, некаде 34-35 лекари од цел свет. Мислам, супер, немам што да кажам. Убаво. Едно прекрасно искуство. Искуство, така. Сертификат ова е во Шпанија. Да, ова е 2017. 17 година. Минатава година исто, еве се повторува Барселона, како што Така. реков, исто една фантастична организација, еден прекрасен конгресен центар. Значи, конгресен центар кој што се наоѓа малку на сите тие големи конгресни центри се наоѓаат на периферија на ова се огромни милионски градови, значи на периферија на град. И викам, значи, обично ја го секако и проучувам и местово и градот и онамо кај што ќе бидам сместен, за да можам некако да бидам присутен на овие предавања кои што се тековни, значи на овие конгреси. Одиме во 2018 година, ова е во Германија. Да, ова е Михен. Ова е година, Така. ова е сертификат од оваа година. Така. Европски кардиолошки конгрес во Михен, во Германија, исто крај на август месец. Сега само сакам да кажам дека веќе 2017-2018 сум професионален член, значи Така. во одредени малку повисоки структури на ова Европско кардиолошко удружение. Знаете, тоа е Така. нешто навистина убаво, нешто навистина големо за мене како доктор од Република Македонија, од град Куманово. Така да ова е сертификат од Германија, исто еден фантастичен конгрес, една фантастична организација на нешта и на предавања и гости, па ќе кажам, Така. од Европа и од светот. Така, ова ви е од кардиологија во Србија. Конгрес. Да, ова е така, ова е 21 конгрес на Сдружение на кардиолози на Србија. Така. Ова е посебно драг конгрес. Овде имав едно мое излагање, усмено излагање, и овој мој труд кој што беше прифатен од моите почитувани ценети професори од Белград, кои што се европски кардиолози, навистина, мислам, големи луѓе, Така. како луѓе, сакам да кажем и како професори. Гледате, доле има подпис, тој е професор Бранко Белеслин. Професор Бранко Белеслин ми беше во испитна комисија овде на овој конгрес и мислам, јас сум одушевен, стварно, човек кој што е светско име, еден светски глас во балканска и во европска и светска кардиологија. Значи беше во моја испитна комисија, имав чест да презентирам мои искуства пред Така. колегиве кои што беа присутни. Тоа е едно исто, мислам дека е Златибор, Добро. едно убаво, навистина убаво искуство. Прекрасно е да се слуша. Така. Повторно нешто има. Сдружение на кардиолози Србија. Зашто станува збор? Тука ќе ни кажете. Ова е Вие. една благодарница од Сдружение на кардиолози на Србија. Ова е Белград оваа година. Мислам дека е февруар месец. Ова е интересно, значи ова е, гледате, таму горе има амблем на Амерички коледж на кардиологија, Така. по кардиологија, горе има амблем. Така. Значи тоа е, мислам дека беше 34-ти огранок на Амерички American кардиолошки конгрес, да. Така. Значи, практично американско
кардиолошко здружение има своји ограноци по Европа и по светот. Белград има таа чест да има еден од тие ограноци. Значи овде учествуваат еминентни имиња, значи тоа се доаени на европска и на светска кардиологија и на кардиохирургија. Впрочем, тука беше професор доктор Миша Остојич, професор Бранко Белестин исто, професор Јовановиќ исто. Значи тоа се европски и светски имиња, гости од кардиохирургија, од Војно-медицинска академија во Белград, неколку наши еминентни стручни професори од клиника за кардиологија во Скопје, неколку наши исто ценети мои колеги од клиничка болница Жан Митрев, од Систина исто. Така. Значи, тоа е една голема чест за мене. Што можеме да кажеме виз овие? Да не ги заборавиме. Да, тоа се беџови. Значи, тоа се беџови со кои што јас имам учествувано на овие конгреси кои што претходно ги споменавте вие. Така. Овој беџ овде, од оваа страна, Правиот. тоа е беџ со кој што гледате горе има баркод, значи Така. прво се, значи постои пријавување и уплата на тоа е сепак Европски и светски конгрес, значи се добива практично влезница за вакво голем настан. Значи ова се беџови, Така. гледате колкав е голем беџ, значи овој црниов таму е од, Така. мислам дека е од Лондон. Да, тоа е Лондон. Така. Да, 2015. Лондон 2015. Да. И еве како изгледа, да речеме, еден беч на еден европски и кардиолошки и светски конгрес практично. Еве овде сум веќе професионален член на Европско кардиолошко здружение. Ова е беч од 2017 од Така. Барселона, од Шпанија, а ова лево е овде сега до ова година од Михен, кај што имав 2018. повластици да влезам малку во потесен круг на луѓе, во потесен круг практично на кардиолози и на професори, посебно од Европа, од Франција, од Германија, од Англија, од Америка, од Соединетите американски држави, исто од Јужна Америка, од Австралија и Океанија. Значи, има вакви професионални членови на Европско кардиолошко здружение, мислам, Така. сега, знаете, нешто големо, навистина, Так. нешто што треба да се доживее. Значи, Сигурно со вакво многу уште многу повеќе стекнати искуства. Па апсолутно, мислам, поентава Разменети искуства. Така е. Така. И промена на искуства и пријателства и нели градење на едни да речеме професионални односи. Има многу пријатели, многу колеги кои што се од Европа и од светот. Така да мислам тоа е она што е навистина, ете, некој мој допринос во однос на град Куманово како интернист кардиолог, на Република Македонија наша овде. Така да мислам тоа се некои мои достигнувања, некои мои дострели. Овде фали еден сертификат кој што ми е многу драг. Тоа е Париз 2006 година. Значи 2006 година бев се уште на специализација таму некаде во втора половина или пред крај на специализација и тоа беше еден конгрес на тема хиперлипидемија, хипертензија и беше превенција од удар. Така. Да преведам на наш јазик. Се мисли на удар од се мисли на мозочен удар секако. Значи тука беа тоа е еден конгрес кој што одржан во еден од најпрестижните хотели во Париз, тоа е Конкорд Лафајет. Конкорд Лафајет е еден од најубавите хотели. Тоа е чувени хотел у Париз кој што е према еден дел кој што се вика Дефанс. Значи имам поминато ја многу пати во Париз и професионално и приватно. Значи имам учествувано таму, не е тука, тој сертификат таму и кај мене, во мојот кабинет. Значи тоа е еден од моите најдрагоцени сертификати, има и зошто. Значи пратив еден мој труд, значи зборувам за 2006 година,
еден мој труд кој што беше прифатен од таа комисија, стручна комисија која што беше тогаш на тој конгрес и бев единствен од Република Македонија, така да ете за мене едно огромно задоволство, имав своја презентација усмена таму. Значи за мене огромно задоволство што едноставно беше спомената Република Македонија, на Бој Беч и наше знаме беше таму. Ете, ја бев единствен доктор од Македонија, така да има некое си посебно значење за мене. После тоа има учествувано уште на неколку узбиднувања во Франција, мислам не се сите тука имам ја многу сертификати кои што ги имам сработено и посетено многу конгреси, многу професионални избиднувања, не само кардиолошки, значи и од аспект на гастроентерохепатологија, и од аспект на пулмологија и алергологија, да речеме, и од аспект на реуматологија, хематологија, значи тоа се парчиња делови од моја специјалност. Така да со задоволство можам да презентирам и да кажам. Така, мене посебно ми е драго. Уште многу успеси да низите, иако се ова во голем број. Благодарам. Така, ајде на самиот крај да го споделиме вашето искуство и да упатиме некоја порака, да дадеме заклучок за оваа тема и општо нели за... Само сакам да кажем, еве, да додаме една реченица. Повелете. Овде во контекст на ова што претходно споменавме, значи работам во здравствена установа Мултимедика. Така. И од почетокот на ова моја од завршувањето на медицински факултет, од дипломирање сум таму. И еве вие споменавте, прашавте, поставите прашање во однос на некои мои лични искуства. Така, вашите искуства. Значи тие мои лични искуства се навистина лични. Така. Мои сработени и тие некои трудови што се презентирани во Македонија, на Балкани, во Европа и во светот се мои лични искуства. Така. Нормално, значи искуства кои што ја ги имам во мојата работа, а и ги имам споделено или ги имам организирано заедно со некои мои колеги. Значи имам еве работам овде во Куманово и остана во Куманово. Така. Не заминав некаде на страна. Работам имам една прекрасна медицинска сестра со која што работам, која што го чини мојот тим за работа, тоа е Лорита Стојановска. Така. И еве користам можност да споменам и за неја, мислам, е дел секако од мојата успешна работа. Така да мислам тоа се мои некои сумирани искуства и некои мои награди и работи со кои што со задоволство ги споделувам со вас овде. Како заклучок би сакал да кажам следно. Мислам, овие мои почитувани пациенти, тие што биле кај мене или што не биле кај мене, би сакал да се придржуваат до советите од своите лекари. Така. Значи, многу е важно навремено откривање на секоја патологија. Начнавме една тема, ние можеме да зборуваме и неколку часа. Значи, тоа е една голема тема за разговор. Меѓутоа, значи, еден совет до граѓаните на град Куманово и до нашиве сограѓани од Република Македонија, дека е многу важно навремено откривање на секоја патологија. Доколку секоја болест навремено се открие, многу полесно се лекува и многу полесно се третира. Така. Доколку се работи за некоја хронична болест, како што денеска зборувавме, секако дека е потребно секојдневно користење на хронична терапија, чести контроли или контроли кои што ќе се во договор со својот лекар и навремена употреба на медикаментозна терапија. Значи, суштинава на успехот на лекувањето е таа. Така. Ви благодарам, доктор Драган, на вашето гостување. Навистина можеме уште многу да зборуваме, тоест да зборувате на оваа тема. Вас. Се надевам дека во наредното гостување ќе обработиме исто така уште една интересна тема. Тема. Ги има многу. Со задоволство. Ќе ми биде мило повторно да гостувате. Благодарам. Така. Ви благодарам, како што кажав на гостувањето, а на вас, драги гледачи, ви благодарам за вниманието со кој што не следевте и јас би ви препорачала да ги следите советите и препораките на вашите лекари за да имате добро здравје.